Почитувани медиуми, Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство со денови молчат за оштетувањето на буџетот на државата преку фиктивни фактури за поврат на ДДВ во висини до 30 милиони евра, во кои што главни актери се луѓе блиски до врвот на СДСМ и ДУИ. Молчат и не презимаат буквално ништо. Според нашите сознанија, за кои што постојат и докази, преку фиктивни фактури за поврат на ДДВ од УЈП, фирми блиски до СДСМ и ДУИ, одела со две фирми, во кој едната фирма се јавувала како фиктивен побарувач на ДДВ од УЈП, а другата фирма се јавувала како должник на ДДВ во УЈП. Фирмата која што е фиктивен побарувач и приоѓа на фирмата која што е вистински должник и со правење на договор за цесија со цел пребивање на долгот кој што реално го должи фирмата должник кон УЈП за определен надомест, се оштетува во висина, се оштетува буџетот и целата таа операција на оштетен буџет од тие фирми кои што се вмешани достигнува и до висина и до 30 милиони евра. За да успее овој организиран грабеж, потребна е целосна кооперативност на врвот на УЈП, кој што нормално е раководен од партиите на власт, како и на Централната дирекција, така и на Скопската дирекција. И иако за овој криминал има докази, се е многу јасно, Министерството за внатрешни работи, економскиот криминал, организиран криминал и јавното обвинителство молчат и ја кријат оваа злосторничка организација која била направена за испумпување на пари на граѓаните. Овие 30 милиони евра, кои што се на штета на буџетот на македонските граѓани на македонската држава, требало да завршат во буџетот и со нив да бидат реализирани капитални инвестиции. Но наместо тоа, најголем дел од тие пари завршиле во џебови на луѓе кои што се во врвот на власта. Од тука, уште еднаш, сакаме да ги повикаме МВР и јавното обвинителство да ја откријат оваа злосторничка шема, која што има проневерено 30 милиони евра од буџетот на Република Македонија и буџетот на граѓаните. И доколку не ги обелоденуваат и продолжат да ги кријат, тоа ќе го стори ВМРО-ДПМН, а по промена на власта, одговорност за овој и за сите други криминални случаеви ќе има буквално за сите и никој нема да биде спасен, никој нема да биде заборавен, кој што се огрешил пред законот. Како за вистинските реализатори на овој криминал, директните сторители, така и за прикривачите и за оние кои што помагале. Благодарам.